Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Си го слуша мојот глас во позадина, но од режија веќе го решија проблемот. Време е за уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски за Радио Лидер. Ово утро имаме Ивица гостин кој е доста интересен. Обично на Запад, па дури Израел е таков пример, воени лица знаат да влезат во политика и да станат сериозни политички играчи. Кога ќе кажеш на Запад, значи во Америка и во Израел, убаво кажа, инаку во другите земји малку поретко. Добро. Ние во Македонија имаме само еден пример, тоа е Драган Ковачки, кој тивко дојде во политиката, а сега е носител во изборна единица 3 на ВМРО-ДПМН. Добро утро за Драган Ковачки. Веќе не ви се обраќаме со воената титула. Сега имате политичка титула. Така е. Добро утро Златев, добро утро Боцевски. Ви благодарам за поканата. Како вака се снаоѓате сега? Дојдовте до ситуација да бидете носител на листа. Тоа е сериозна работа во македонската политика. А доаѓате од ја соблековте униформата, влеговте во политика. Така е. Носител на листа ќе бидам на изборната единица број 3. Тоа е една од поголемите изборни единици. Имаме 22 општини во таа изборна единица. Практично се протега од скопските општини, тука Зелениково, Петровиц, Илинден, па се до крајниот исток до Берово. Сериозна изборна единица во која што очекуваме една голема победа, очекуваме една масовна излезност на граѓаните со цел да ги поразиме овие. Ќе употребите ли војничка тактика во кампањата? Па секако, знаете, за секои избори се подготвува стратегија, се проучува противникот, нормално, како и во секоја една друга активност. Со тоа што тука оружје не се користи. Апсолутно, оружјето е зборот и понудата која што ќе имаме да ја дадеме на граѓаните. Тоа се нови проекти, економски развој, правда, ред, поредок, практично се она што во изминатиот период го немаме. Ивица, ти си од Карпош, вчера влеговте во војна со Америка. Не бе, Карпош е најпроамериканска општина во не знам баш сега, Македонија, убедливо. Ова видов вчера на црна листа на Соединетите американски држави, тоа беше вчера веста на денот, беа ставени Катица Јанева, поранешната шефица на специјалното јавно обвинителство, и Стефчо Јакимовски, градоначалник на Карпош. Катица се уште нема даден одговор, иако е на слобода, чудно, се уште нема даден одговор на ставањето на црната листа на Стейт Департментот, а Стефчо Јакимовски вчера кажа дека ова му се случува него, ваков притисок, на Доналд Трамп, на Виктор Орбан и на Вучич. Така што вие сега као Карпош врегувате на ниво на Америка, на ниво на Унгарија, сериозна централна европска земја, и на ниво на Србија. Вие сте многу над држава генерално. Па види, ова е доказ дека Карпош и Мајами Бич, односно Манхетен, еден Вардар ги дели. А Зелениково, а Лонг Ајланд. Не Зелениково, како се викаше, Злокуќени, да. А Злокуќени, или со Бардовци. Меѓутоа, види, тука локал патриотизмот е таков, што да правиме, гледаш од перспектива на Вашингтон, Карпош само се догледува Македонија, што да правиме. Добро, мене ми е жал за еден подкаст во Македонија, имаат од тројцата редовни експерти, едниот им е во екстрадиционен притвор во Турција за убиство на дете и на старец, другиот им е на црна листа на Соединетите американски држави, останува уште Филип Петровски да го институционализираат, каде што според мене му е местото, нели, во некој жолтеника во комбе, и ќе треба сосем нова постава да вадат. Значи не коментирам сега, како ти кажам, други медии. Ковачки, како го коментирате? Ова американци ве решија да ви помагаат, очигледно вас. Стефчо Јакимовски жесток критичар на ВМРО-ДПМН и сега го ставија на црна листа. Видете, тоа што се случува со црните листи уште еден доказ дека во Македонија не функционира ни обвинителството, нити функционира судството, и затоа се на такви ниски гранки на доверба. Значи под 1%, нешто што е срамно за една држава која што е членка на НАТО и сака да почне преговори со Европската унија. Уште еден доказ дека континуитетот на криминалот и на корупцијата постои и дека, за жал, Македонија не наоѓа начини да се бори против тие девијантни појави. Не е само оваа црна листа, значи на овие лица вчера што е извадија, ќе ве потсетам, тука имавме една
фирма која што е ставена на црната листа, тоа е фирмата Cytrox, која што произведувала софтвер нелегален за прислушкување, за кој што нашава влада така речено се огради, не превзема никакви активности и тоа е според мене трагично за една држава која што сака да биде демократска и да биде дел од цивилизираниот свет. Нормално е дека лицата кои што во своето минато правеле одредени активности кои што биле до микрофонот. Активности кои што биле насочени против државата, односно против граѓаните, нормално е дека ќе бидат ставани на такви листи, меѓутоа пак ја речам, слабоста е во нашата држава, во нашите институции, зошто дозволиле да се дојде до таква една, тоа е буквално кажано, политичко освестување, зошто нашиве институции не превземале мерки за тие лица и за тие фирми. Видете се, на страна ова што го изјави господинот Јакимовски вчера, што спореди со Трамп и така натаму, но има една друга димензија што која го слуша вчера, вреди човек да размисли. Тоа е дека него го ставија на црна листа истиот ден кога ги поднесе документите и кога стана кандидат откако претходно собра потписи. Тој вели дека ова е директно мешање во изборниот процес во Македонија. Може така да го прокоментираме? Па може, зашто да не може? Ете, тоа си е негов личен став, јас тој став негов не би го коментирал. Зошто и тајмингот е одбран, тој сосема е ирелевантно. Во моментов факт е дека во изминатиот период имало пропусти, односно девијантни однесувања на именуваниот, како и на фирмите, повторувам, кои што не носеле добро на Република Македонија, туку се занимавале со недозволени активности. И повторувам, значи проблемот е во нашите институции. Не е проблемот зошто е ставен и по кои основи е ставен од страна на американците, проблемот е зошто нашиве институции тоа не го превенирале, односно не го санкционирале. Во однос на Катица Јанева има тука една друга димензија. Според некое мое лично убедување, колективните тела треба да имаат колективна одговорност. Катица Јанева со години водеше колективно тело. Сега Соединетите американски држави практично го потврдуваат она што нашиот судски систем го детектираше, иако Катица Јанева е на слобода многу брзо откако беше затворена, а тоа е дека во специјалното јавно обвинителство имало трговија со влијание, корупција, купени, се плаќало за некој да не биде процесуиран и така натаму. Се види целата трулост и гнилост на македонскиот правосуден систем. Сега, доколку Катица Јанева е осудена, а ти околу неа очигледно како тоа никој не видел, не чул што се случува, па до ден денес се важни чинители во македонскиот судски систем. Тука се Фатиме Фетај, која е суперстар обвинител, тука е Ленче Ристевска, која исто е така плеймейкер во македонскиот. Па ги носеа на мајци, така е, да. Да, тука е Гаврил Бубевски, кога сега е шеф на Скопското обвинителство, тука е Димитар Пасиев, кој ја советуваше, советник официјален на Катица Јанева, кој не знам што е тоа советник во обвинителство, велеше дека фамилија е хранел со тоа, сега не знам што, и кажувал каучот како да го внесе дома, тој што го земало од рекет, не знам што е советувал Катица Јанева, но како е можно од цело тоа тело само Катица да биде крива? Видете, а оние кои ги спроведувале нејзините политики? Символот на правдата, како што се нарекуваше во тој период Катица Јанева, специјалното јавно обвинителство, се види дека е скапан, дека е трул, дека е распаднат. И тоа е уште еден доказ со ставањето на црната листа дека станува збор за лице кое што за жал, ви го споменавте, се продаде за еден тросет двосети хотелја. Добро, имаше и многу пари покрај тросет. И пари, така, меѓутоа факт е дека и она што го говорите дека веројатно не била сама во овие дејанија, затоа што тие процеси што се водеа и од тоа специјално јавно обвинителство, кое што повторувам беше неуставно формирано, значи не е во склад со уставот на Република Македонија, и дека беше направено токму за политички прогон на политичките неистомисленици. Значи факт е дека тие работеле по директива на Катица Јанева. Жално е што таквите структури кои што се уште се дел од македонскиот правосуден систем не сигнализирале навреме, а не сигнализирале навреме затоа што можеби и тие биле дел од еден таков
корумпиран систем. Ми се допаднува. Се подавика за да се тросати фотелја. Меѓутоа, не, тоа е вистината, болната вистина, а посебно кога се земе предвид онаа енергија која што се излеа маиците, целата шарена револуција и така натаму, на крај да заврши во рекетирање на ситен бизнисмен за да се земе двосет-тросети фотелја е бедно. Така бедно. Ивица, знаеш сега, ајде да бидеме искрени, Катица Јанева своевремено сите тоа го шпекулира дека е избор токму на амбасадори на меѓународната заедница во Македонија, точно. тогаш предводена од Соединетите Американски држави. Точно е тоа. А Иви Стефче Јакимовски вчера вели како бе ја на црна листа кога неколку пати сум бил повикан на прием на 4th of July на 4 јули во Американската амбасада, вика секоја година ме викаат, а сега ме ставија на црна листа. Ова е она, знаеш, познатата на Кисинџер ли беше таа? Да се биде непријател на Америка е опасно, да се биде пријател е фатално. Меѓутоа таа е кажано во друг контекст, знаеш зашто е таа кажано? Не. Тоа е кажано кога овој са името Ако дозволите, мислам дека ова е обид на нашиот стратешки партнер да и помогне на државата, затоа што гледа дека сме потонати во корупција. Ако ги следите изјавите ви на амбасадорката Ангела Агелер, дури во еден пост самата напиша дека во Македонија има епидемија на корупција. И кога гледа дека нашите институции се тотално неподготвени, дека нашите институции се корумпирани, очигледно е дека ова е можеби единствениот пат, единствениот начин да се алармира во јавноста, да се сензибилизира јавноста, да се свати дека конечно мора да дојде правда во Македонија, дека конечно мора законите да владеат подеднакво за сите, без разлика дали некој некаде одел, она што викате на некакви теми и така натаму. Факт е дека Македонија е потоната во корупција, дека за да напредуваме кон Европската унија, ние мора прво да расчистиме со таа корупција која што за жал е ендемска. Но ова ќе му даде, сега да бидеме вака на чисто, мислам дека најмногу во оваа битка за фенерџијата во председателската трка, со овој потек на Соединетите Американски држави, мислам дека е директно насочен кон Билјана Ванковска. Чека се, Мислам дека ова е... мајта, меѓутоа ова што кажа господинот Ковачки е убава логика. Ако е диагностицирана епидемија, ова е некоја форма на вакцинација. На колективен имунитет. Да, меѓутоа вакцинација убаво Ама беше знаеш посочено. кога има вакцинација се тепа цел система, не бактерија по бактерија да ги убива. Не е тоа. Не е тоа. Убаво беше кажано, сензибилизација на јавност. Значи сега наместо дебатата да биде за некои периферни теми, дебата да се насочи кон централната тема што би требало да биде корупцијата. Тоа е целата работа. Сега факт е дека кандидатурата на Стефчо Јакимовски за председател веројатно активирала некои проценки околу политичката сцена во Македонија. А ќе видиме сега на што ќе се однесува. Те се шегував за тоа со Ванковска, но сега видете. Во Македонија има многу политички чинители кои сакаат да собираат гласови, сакаат да екипираат народ врз база на тоа дека се антизападно ориентирани. Има таков тренд во нашата држава. Сега, например, не знам, Левица е де факто антизападна партија според нејзината реторика. И антидржавна партија. Тоа е ваше мислење. Не мора да се сложиме ние овде, но антизападна е. Сега прашањето е, Стефчо Јакимовски сега на сите им вади документ, потврда. Еве кој е со папир антизападен. Мене ме ставиле на црна листа. Ме разбирате што сакам да ви кажам. Така што ова може да значи и своевиден буст за него во кампањата. Видете, местото на Македонија е одредено. Ние припаѓаме дел на ние сме дел од западниот, односно цивилизираниот свет. И сме членка на НАТО и ние сме се декларирали дека сакаме да бидеме дел од Европската унија. Тоа е стратешка определба на сите граѓани и на сите политички партии. Вклучително и овие што ги споменувате, значи членството во Европската унија не е спорно за ниедно од во овие НАТО партии. е. За некој од нив. Меѓутоа, факт е дека доколку сакате напредок, сакате развој за вашите граѓани, ако сакате благосостојба за вашите граѓани, единствениот е пат запад.
секоја друга опција, алтернатива што ја нудат овие помали партии, сакаат да ловат некакви гласови, да го манипулираат гласачкото тело, да ги манипулираат граѓаните. Мислам дека не поминува веќе, прочитани се од граѓаните. Зошто? Затоа што сите знаат дека овие структури немаат потенцијал да бидат утре власт и не може да ја променат реалност. Токму затоа не добиваат гласови, не добиваат поддршка. Македонија мора да се развива како дел од цивилизираниот свет, како дел од НАТО и како дел од Европската унија. За да таму стигнеме, ние мораме да се бориме со токму овие појави што ги рековме од почеток. Значи борба со корупција, владеењето на правото и секако, можеби една од најважните работи што треба да се спомене, тоа е едно помирување што треба да се направи во општеството, за да заеднички зачекориме на тој пат кон Европската унија. Затоа што доколку го немаме тоа помирување, најпрво помеѓу македонците, после помеѓу сите останати граѓани, верувајте дека многу тешко ќе ни одат. Да, ма како да се помириме со Катица Јанева? Како да се помириме со... Знаете, ова е тешкото прашање, како да се помириме со сите оние преку борба со тие што тоа го направија, преку тие што ја крадеа државата, тие што ја плячка, тие што ја продава и распродаваа државата. Кога тие ќе ги изнесеме на обвинителни клупи, ќе знаат сите дека нема отстапување од националните интереси. Нашиот примарен интерес, рековме дека е благосостојба на граѓаните. Кога тоа ќе го видат граѓаните, ако гледаат веќе, тоа се гледа и по анкетите, се гледа и по терените, по посетите од терените каде што одиме, значи една масовна поддршка добиваме и мислам дека народот е веќе обединет околу ВМРО ДПМН и очекуваме да ни ја даде таа голема поддршка на 24 април, односно на 8 мај, каде што ќе ја промениме градата реалност која што ја донесува овие по моментов на власт. Таман ја фативме оваа тема, меѓутоа некои кругови блиски до СДСМ продолжуваат со таа приказна дека наводно носител на овие анти-ЕУ, анти-НАТО, проруски, прокинески и така натаму е токму ВМРО ДПМН. Глупост. Добро, краток одговор. Ја потреба да говорам. За каква анти-ЕУ реторика, па ако е некој против, значи членството во Европската унија, се токму тие структури што тоа го говорат. Па погледнете кој сака во Европа да седи со криминални политичари на власт? Никој. Секој сака да седи со честни луѓе кои што имаат визија за развој на државата. Овие немаат никаква визија за развој. Па добро, се сите во Европа седна со Заев, па дојдоа и во Македонија да не убедуваат неговите политики да ги спроведуваме заедно. Видете, па видовме Заев како заврши. Така ќе заврши и Димитар Ковачевски, така ќе заврши Али Ахмети. Ќе бидат жестоко поразени. Меѓутоа, она што мора да се знае дека доколку сакаме да одиме напред, ние мора да ги исполниме овие стандарди што ги бара Европската унија од нас. Значи мора да се држиме до копенхагенските критериуми. Не може да се однесувате да ја плячкате државата, да ја крадете, да си ја понижувате сопствената нација дома, да не го почитувате меѓународното право и да очекувате дека некој од надвор ќе ве почитува и ќе ве сака да седи со вас на маса. Тоа е пака една бледа желба на поединци и мислам дека она што тие го говорат дека некој бил против Европската унија е токму тие се такви. Проекција. Погледнете ги црните листи. Погледнете го правосудството, довербата, погледнете го степенот на корупција кој што постои во Македонија и по тие параметри ќе видите кој е за Европската унија, а кој е против Европската унија. И направете споредба со изминатиот период. Повторувам, ако некој не е во состојба да изгради еден автопат толку и толку години, јас веќе заборив колку години се прави оној автопат до Охрид. Тоа е врв на неспособност и сега кога вие имате некој од другата страна кој што е корумпиран, кој што е неспособен, дали би сакале да седите со него? Јас не би сакал со него да седам и не би сакал да му ја плаќам сметката. Ова што тие го нудате во моментов токму тоа. Слушајте, викаат, без разлика што ние како ДУИ и СДСМ сме неспособни и што сме корумпирани, меѓутоа ќе говориме реториката дека сме за Европската унија и ги напаѓаме овие од другата страна кои што се способни, кои што знаат да прават и автопати, и спортски сали, и болници, и градинки и да ја развиваат државата и во чие што време има и ред и поредок, ќе зборуваме за нив дека тие се контра и затоа бараме ваша поддршка, што е тотално погрешна теза. Ред и поредок. Добро се. Владење на право, така е. Поредок во државата, да се почитува политичкиот систем, да нема мешање на едната власт во другата власт, како што е сега во случајов.
да не се јавуваат политичари Добро, сега, на кога беше суди. ВМРО на власт, не видовме многу независни пратеници ние претходно. Сега, па, да нема мешање на едната власт во другата. Јас знам Ивица која бил министер, ќе напишат нешто у влада и после састало собрание без проблем тоа се. Не беше баш така. Полемизиравте вие сега Не, демек. Да. Имаше, види се. Имаше полемики. И на влада имаше полемика. Понатре. И Верувајте дека да. Погледнете го само еве и развојот на државата, ако сакате, и по растот на БДП, или по бројот на инвестиции странски, кои биле во тоа време носени, и погледнете го сега, направете само споредба и ќе стане јасно. Па? Кој како гласал и зошто гласал. Мислам дека Лесно е се види кој бил тимот за странски инвестиции, да се спореди по биографија со сегашниот. обединувањето околу тие, да речам, стратешки правци е тоа што ќе не донесе напред. А да се вратиме на вашата изборна единица, значи токму во тој период кој што го зборувавме, во изборната единица каде што вие ќе бидете носител, се воспостави универзитет, се направи автопат, се донесу инвестиции. Што се случи овие 7 години на македонскиот исток од 2017 па навака? Тотално е заборавен. Убаво рековте, автопатот Гоце Делчев се направи во времето на ВМРО да Исто универзитетот. Да. автопатот Исто Гоце Делчев се вика? Не сум знаел. Да. Делчев. А има технички прием направи или уште не Па направи? не знам дали направи. Скоро немаше Значи технички прием. автопатот до Штип се направи, се испроектира и се isfinansira патот до Кочани експресен, Штип, Радовиш исто така. И тоа се проекти кои што се капитални, кои што остануваат за целиот исток. Еве од друга страна да погледнеме, тие има еден проект што требаше да го дозавршат, кој што исто беше започнат во период на ВМРО ДПМНЕ, а тоа е проектот со клиничката болница во Штип. Да. Подсетам таму каде што во управен одбор беше Андреј Жерновски, не знам некој од тие нивни коалициски Да, бе, партнери. плата зима кои за што тоа земаа со години. Меѓутоа клиничката болница не се заврши, Европската банка си го повлече си ги повлече финансиските средства, зошто? Затоа што се тотално неспособни, затоа што се криминални. Сега Штип нема болница, граѓаните од истокот молат, паќаат врски за жал се лечат во Скопје, можејќи да се лечат, да кажеме, во Штип. Сега се создаваат и гужви во Скопје, наместо тоа да биде едно Децентрализирано. децентрализирано во Штип, на територија на Источна Македонија. За жал, се уште во истокот има луѓе кои што немаат населени места, без канализација, без водовод. И од тој аспект мислам дека на сите има јасно дека кога е ВМРО ДПМН на власт, тогаш се гради. Од друга страна погледнете што направија со земјоделците. Ги излажаа Љупчо Николовски, еве, потенцијалниот носител на листа или високо позициониран на листата, многу пати ги лаеше граѓаните, дека имало за гарантиран откуп и не знам какви се не приказни им кажуваше на земјоделците. Кога одам јас сега во Источна Македонија, луѓето ми викаат тој да не го видиме тука и таквите како нив. Значи до толку е огорченоста кон нив. Вие во една Источна Македонија каде што има, за жал, нема доволен број на млади, меѓутоа има поголем број на пензионери. Младите гледате дека бегаат, си го бараат чалето надвор од државата. Прв пат во историјата на Македонија пензионери протестираат. Ние сега, ако гледаме од овие, Види, изминете вака сега малку зајадливо од моја страна, ама сегде во светот младите се носители на промените кај нас пензионерите. ги нема, избегаа, младите избегаа, ги Ова е избегаа трагично младите. за нас како Да. обично нели младите треба да земат сега студенти, Така, тие треба да бидат студентски поенергични, тие да го револуции, прават. револуции. Како што е правено и во Македонија е правено така. Ќе ве Као потсетам, 2016 година. се правени младите. пленуми нешто да Па и направат. порано такви зборувам, кога е работи. ослободувана државата, младите биле носителите Така на борбата, условно кажано. И сега, кога ќе ја доведете на состојба ваква во Македонија, каде што, повторувам, некој ќе лежи за некое минорно дело, не дека не треба да лежи, не треба да одговара, треба да одговара. Меѓутоа, кога народот ќе ги гледа овие крупниве криминалци дека се ослободуваат, дека си носат закони со европски знаменца, без никакви европски критериуми или европски директиви, дека не одговараат, не сносат одговорност за ништо што имаат направено, токму затоа луѓето се разочарани и бегаат од државата. Состојбата е лоша и треба да биде променета. Ковачки, во вториот дел од емисијата ќе се фокусираме повеќе на овие последни скандали во одбраната, но пред паузата имам уште едно прашање кој избегнавте да ми го одговорите.
Дали со изборот на луѓе кои се на црна листа на Соединетите Американски држави, САД му помага на ВМРО ДПМН да дојде на власт и му ги чисти непријателите пред очи. Сашо Мјалков, кој против ВМРО беше прилично, на црна листа на САД. Никола Груевски малку крена глава да го критикува ВМРО и него на црна листа на САД. Гледаме сега Стефче Јакимовски, исто критичар на ВМРО ДПМН, на црна листа на САД. Катица Јанева, која тргна во проектот на Заев да го ништи ВМРО ДПМН и да го забранува, исто на црна листа на САД. Од сите таму наброени, едино, да ви кажем право, Кочо Ангјушев поранешен, како се вика тоа? Вице-премиер за економски прашања. Зоран Заев во дело за дака дека бил корумпиран. Добро, Заев е спомнат дека е корумпиран, уште не е на црна листа. Рамис Мерко исто нема еден ВМРО-ец на листава. Некако сумљива е работа, само вие не крадете во држава. Видете, она што можам јас да го кажам е дека на власт ве носат граѓаните. Граѓаните се тие кои што ја даваат и ја земаат до вебата. Тоа што со Соединетите Американски држави ги ставаат овие лица на власт е уште еден доказ за нивната корумпираност. Луѓе кои што се дел од извршната власт, моментална на СДСМ и на ДУИ, луѓе кои што се дел од локалните структури, сепак поврзани со овие што се моментално на власт, кои што заедно шуруваат, значи па би рекол дури ги делат парите, и тоа нашиот стратешки партнер го гледа и токму затоа ги става на црните листи. Меѓутоа, повторувам, многу е важно да се каже, не може никој од надвор да дојде да ни ги решава проблемите тука. Проблемите мора да си ги решиме ние. Зошто тогаш ги плаќаме ние тие институции? Зошто земаат толкави плати и суди и обвинители да чекаме некој друг од надвор да ни ги решава проблемите? Има меѓународни договори на кои што сме ние подписници и многу лесно може да се истражуваат овие работи, многу лесно можат да се докажуваат овие работи за кои што тврдат нашите стратешки партнери. Проблемот е што нашиве не сакаат да ги иницираат. Нашиве, условно кажано, зборувам, државни институции не сакаат да ги иницираат овие постапки со цел да се расчисти со криминалот и корупцијата. Верувајте, без борба со криминал и корупција Македонија нема да мрдне чекор напред. Ви благодарам за првиот дел од емисијата, почитувани слушатели, одиме со кратка пауза за реклами, па потоа одиме во вториот дел каде што абсурдите на нашиот систем ќе ги анализираме, набавката на овие хеликоптери од Леонардо која е благоречено сумљива. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, вчера подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски му фрли ракавица на Стево Пендаровски дали се среќавал со експерт од Израел за да му ја спрема кампањата и анкетите. Пендаровски одговори дека нема ангажирано, не рече дека не се сретнал, но рече дека нема ангажирано. А ние по информација од председателскиот кабинет Радио Лидер вчера го објави идентитетот на израелскиот политички стратег Асаф Ейсин се вика, работи во Србија, претходно бил ангажиран кај Миро Церер во Словенија, бил ангажиран во Хрватска, во Романија, своевремено порано во времето на Груевски, како што дознавме, мешетарел и во Македонија. Сега прашањето е што му требало на Пендаровски со израелски експерти? Ти ги пратиш овие работи. Види, се сум го кажал 100 пати во емисија, сум го кажал и приватно, и јавно, и во секој аспект. Значи, политиката е национална работа. Значи, во политиката вие кога кроите нешто, треба да знаете историјата, културата, јазикот на една земја. Проби свет има секогаш кои што се мешетарат на секаде и кои што продаваат некои големи идеи, меѓутоа има луѓе кои што цел живот ја проучуваат политиката на една земја, јазикот на една земја, експерти врвни од врвни универзитети, па не може да каже за себе дека целосно ја осознале целокупната атмосфера во таа земја. И сега дошол некој од Израел и тоа ми е многу смешно и тоа кажувам, меѓутоа понекогаш колку сакаме ние да веруваме во митови. Доаѓа некој од Израел и тука прави некој шеми и Стево победува.
Мислам, смешно е. И тогаш Смешно. морецот ти отвори Да. чоколада. Луѓе, секоја чест за него, ако успее да собере пари од нив, срамота за нас, затоа што тоа гарант ќе се плати од државни пари, од народни пари, да. Меѓутоа, предпоставам дека се што видовме, израелски експерти оџенели ставија во Државна комисија за спречување на корупција, ние го коментиравме тоа дека пробаа со се уште да забее оџа, може против корупција и што тоа ќе им помогне, така што не знам. Да, какви сака експерти нека ангажира Стево Пендаровски. Готово е. Мислам, тоа му јасно и на него, јасно им и на тие што го поддржуваат. И сите оние приказни што тој ги кажува дека ќе победел во вториот круг, значи во првиот прифаќа дека ќе изгуби, меѓутоа ќе победел во вториот круг и уште еден доказ дека е свесен за реалноста. Реалноста ќе го удри на 24 април и тоа јако ќе го удри, ќе се свести дека се што во изминатиот период требало да го направи, а не го направил, и се што требал да не го направи, односно да го спречи да се бори за македонските национални интереси, а практично работел спротивно на тоа, мислам дека реалноста ќе буде на 24 април и ќе му стане јасно за каков, што мислат граѓаните за неговата работа. Во изминатиот период тој човек, знаете, со тие анкети дека одеше и со под 1% на доверба, 0,2% доверба, така и стана познат нели во јавноста. Стево 0,2. Човек кој што за жал, реков, наутро станува со еден став, напладне се да објаснува што мислел наутро, а веќе вечер го демантира тоа што го кажал за бајлето, значи наутро. Така и овој пат може да демантира, може да објаснува, може да кажува дека нема ВМРО да победи, односно нашиот претседателски кандидат. Мислам дека му е јасно. Тој човек, ќе ве потсетам, лажеше пред македонската јавност дека не видел никаков француски предлог, за да после неколку дена се гордеа дека токму тој бил што го правил. Добро се ако летат тука израелци ќе направат промена, знаеш, нив тоа име тие нешто многу се разбирале. Видете, може да се обидуваат со разноразни Стево Пендаровски и СДСМ обиди за доловување, за промена на перцепцијата, практично. Меѓутоа, јасно е веќе дека ние победуваме, дека Стево губи, заминува во дебела опозиција, ќе го пензионираме политички. Тој човек треба да се сети дека за нашиот национален херој Гоце Делчев изјави дека е бугарин и дека тоа ќе остане за секојаш запишано во историјата, затоа што изјава на претседател на држава се зема како декларација во меѓународните односи. Точно. И таа изјава негова ќе биде секогаш користена против македонецот и против македонска држава, било која влада И утре. доказ во меѓународно право е. Така. Изјава на шеф на држава. И сега, кога вие работите против буквално сопствената држава, не може да очекувате граѓаните на таа држава да ви ја дадат поддршката. Тој човек многу пати во изминатиот период молчеше за огромни скандали, ќе потсетам и за скандалот, сексуалниот скандал во армијата на Република Македонија, каде што јавно обелоденивме, министерката практично за одбрана призна на говорница дека знаела за скандалот, и тоа не е ништо превземено за тој скандал. Зошто? Зошто го повикам Стево Пендаровски? Затоа што тој е директно одговорен за тие лица. Тој ги има поставувано тие лица, тоа се високи офицери, и тој мораше да превземе мерки против тие лица. Тоа не го направи. За жал се создаваат услови истото да се повторува во недоглед. Секако, односот негов кон припадниците на армијата, односот кон модернизацијата на армијата, односот кон разрушувањето на безбедносниот систем, вклучително и службите кои што се под него, меѓутоа и армијата на Република Македонија, е уште еден показател дека тој човек не ја заслужува довербата на граѓаните. Тоа граѓаните го гледаат, го знаат, и мислам дека на 24 април масовно ќе излезат за да го поразиме и него и неговата политика. За Стево не би дополнувал ништо, меѓутоа го фативме нели овој оџева што бае против корупција. Очигледно не забеал во Министерството за одбрана според ова последно што ни доаѓа околу набавките на хеликоптери. Ајде ќе тргнеме вака пошироко. Вие доаѓате од институција која што заедно со Македонската православна црква има највисок углед во македонското општество, тоа е армијата. Меѓутоа, без разлика на сето тоа, интересно е како граѓаните... Многу е чудно како тоа МПЦ има високо толку висока доверба кај граѓаните, било кој да го прашате крадат ли поповите, ќе ви рече крадат.
Абе, Мерцедеси културата возат и е така тоа, натаму. Од културата друга е страна голема поддршка има. културата е тоа. Значи на светов таа институција не пречекува, не венча и не испраќа. Да, апсолутно. Што понатаму? Важно е. А за армијата, нели, нормално за е разлика затоа да што речеме од многу од една Америка, за разлика од еден Израел, за разлика од една Јужна Америка нарочито, ако прашате во Македонија крадат ли генералите, ќе ви речат не крадат. да, Во ама- светот има лошо мислење нели за корупцијата во армијата, ма кај нас не е баш така. Не само тоа, тука и македонската војска за разлика од некои други војски не била никогаш почистичка војска, секогаш била војска која што го следел демократскиот поредок, не правела излет вон касарната, што придонесува. Меѓутоа и не само тоа, се види таму мислам бројниот состав е околу 8 до 10.000 души кои што се тренирани животот да го дадат за оваа земја, нормално ќе имаат висок углед. Она што ми е интересно е како граѓанството успева да различи на една цела серија скандали врзани со Министерството за одбрана, посебно цивилниот дел и набавките, да различи и угледот на војската да остане еве А така е. Генералите не се никаков проблем, апсолутно. Тие се наши луѓе, значи школувани, образувани, кои што работат во интерес на Република Македонија, на армијата. Меѓутоа проблемот е политичкото раководство. Тие се тие што ги исклучуваат овие криминални, коруптивни сделки во изминатиот период што ги вадевме, значи за кои што зборувавме. Тука е секако и врховниот командант кој што молчи за овие работи. Апсолутно дека војската има највисока доверба, меѓутоа политичкото раководство на таа институција нема доверба. И ако ги погледнете анкетите, ќе видите дека токму тоа што го говориме вистината. Еве погледнете го последниот случај, ако сакате, и со Леонардо. Јас не викам дека е направен некаков. Не можам да го тврдам тоа затоа што немам докази, меѓутоа имам сериозен сомнеш за зошто тоа се прави сега во период избори, значи зошто се набавуваат хеликоптери во период на избори, случуваат договори, спишани избори, се зголемува сумата на договор, значи од 230 на 250 милиони, од каде сега тие 20 милиони? Каде излегоа на почетокот беа 230. Понатаму прашањето е зошто се купуваат хеликоптери од фирма која што нели во изминатиот период била поврзувана со скандали во Македонија точно. И финално и конечно можеби најзначајно е што македонската армија добива со тоа. Дали ние добиваме додадена вредност, значи ги зголемуваме капацитетите или остануваме на истото ниво кое што имаме сега. За жал, можам да кажам дека сегашнава, моменталната поставеност во армијата е многу послаба од тоа што било во изминатиот период. Ние сега кога зборуваме веќе за воздухопловството, немаме капацитет да вршиме активности што сме можеле да ги правиме пред 20 години. Тоа е трагично. Да не можете да направите ноќно летање од точка А до точка Б. И тоа зборувам на необележан терен, нели, војнички. Тоа е трагедија, затоа што тој потенцијал и таа способност сме имале пред 20 години. Во моментов ние немаме еден хеликоптер кој што е спремен да врши пребарување и спасување во армијата. Тоа порано сме го имале. Ви немате што да јадете во армијата, не да имате хеликоптер, сега вака. Би рекол некој за јадење. Сега склучува некои договори и повторно ги склучуваат во период на распишани избори. Да, сега Не, мислам дека тендерот заврши претходно. Сега да бидам искрен, го следев тој тендер. Тендерот заврши далеку претходно, значи, да се разбереме. Тие ветувања беа давани уште од Шекеринска. Шекеринска е веќе политички пензионирана од поодамна. Таа го ветуваше дека во нејзин мандат тоа ќе се случи. Погледнете, сега се случува во период на избори. Луѓето се уште не ја добиваат потребната храна која што им беше ветувана и им се ветува дека тоа ќе го добиваат од после изборите. Уште една манипулација, уште една лага на Министерството за одбрана. Погледнете што се случи со колективниот договор во Министерството за одбрана. Го потпишаа колективниот договор, значи ги лажеа луѓето до последниот ден. На ден пред распишување на изборите се потпишува колективен договор. Меѓутоа исплатата односно привилегиите, финансиите кои што треба да ги добијат тие луѓе врз основа на тој колективен договор не може да се реализираат затоа што има спишано избори. Значи уште една манипулација. И повторно се доведуваме во ситуација да политичкото раководство ја понижува армијата. И тоа граѓаните, односно војниците го гледаат. Во однос на хеликоптерите огромен скандал е тоа што како земја членка на НАТО
ние де факто имаме можност директно од друга држава да купуваме хеликоптери. Дали сум во право или греш? Значи се работи за договор влада со влада за да се избегне одговорноста на ресорниот министер, затоа му се дава овластување на министерот да подпишува договори во име на владата за да се избегне одговорноста. Поред мене, јас не сакам да фаворизирам ниту една фирма, сосема ми е се. Няма, дали може фирма ние да купиме, да речеме, од државата Канада наместо од Леонардо? Видете, ако веќе сме се определени и ако веќе имаме стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, јас мислам дека натаму треба да од сад да ги купиме. Видете, ние ќе мора да се ориентираме на такви платформи. Западни платформи, посебно американски, зошто? Затоа што кога одите во борбени мисии надвор од државата, најлесно можат да бидат сервисирани, односно да бидат логистички поддржувани. И тоа можам да го потврдам со личен пример, кога бевме на мисијата во Ирак 2003 година, нашите логистички проблеми беа решавани така речено преку ноќ. Можам да направам споредба кај нас во Македонија, дека за, не знам, за поправка на едно возило се чека и по година дена, да кажеме, за најобичен сервис или за замена на одреден дел. Додека доле кај во Ирак, кај американците, тие работи се решаваа преку ноќ, го носите. Вечер сабајле си го земате, буквално подготвено за извршување на задачи. Затоа викам, ние треба да се ориентираме кон тој наш стратешки партнер, затоа што утре ние со нив одиме на извршување на мисиите, многу лесно можеме да бидеме логистички поддржувани, односно нашиве системи да бидат ставени во употреба, дури и кога ќе бидат ставени во употреба, значи многу лесно да бидат повторно вратени во функционалност. Сега јас имам едно прашање, затоа што сепак станува збор за огромна набавка и станува збор за армијата, што значи дека треба да има некој момент на консензуалност. Дали околу ова некогаш Министерството за одбрана свикало, ако треба еве и како се вика, затворен брифинг за вас како пратеници членови? Не. Министерството за одбрана нас не брифираше откако веќе е донела одлука и само не информираат. И сега кога веќе ќе ве доведат пред свршен чин, знаете, ако барем принципите да ви кажат претходно се бара, како се бара. Не, тоа од јавноста што можевме да дознаеме, од медиумите, од некои брифинзи кои што така беа бледи, немаше ништо суштина во нив, едноставно се кажуваше ќе купуваме хеликоптери, не се кажа какви хеликоптери. Знаете, вие добро, шефот на државата не свикал некој совет за безбедност па да покани опозиција да каже еве што. Не сме нити поканувани, нити сме присуствувале на такви средби. Моментов на тлото на Европа рековме дека има војна. И таа војна е прилично сериозна. Значи, секојдневно се губат животи, се употребуваат и нови технологии. Нашава армија во моментов е оставена, за жал, викам без огнена моќ. И мене тоа страшно ме загрижува, зошто? Затоа што ако купувате транспортни хеликоптери, треба да знаете дека да, тие се добри транспортниот потенцијал треба да постои во армијата и треба да имаме, меѓутоа она што е поважно е дека треба да имаме и борбен капацитет. Треба да имаме средства кои што ќе можат да вратат на непријателот со огнена моќ или да ја поддржуваат пешадијата, односно копнената војска преку воздушна поддршка, значи со соодветно вооружување. Овие се хеликоптери што се купуваат се невооружени, постои можност да бидат вооружени, меѓутоа тоа е како дополнителна варијанта и за тоа треба дополнително да се плати. Значи екстра пари кои што повторувам, не ги дава владата на СДСМ затоа што ги немаат, туку така ги проектирале да владата на ВМРО ДПМН, која што доаѓа за 50 на денови, ние ги отплаќаме. Значи оставаат големи дупки во буџетот, за да после можеби и Македонија биде, тука можам да го споменам и онај случајот и со Бехтеленка и со други коруптивни скандали кои што ги направија, за да можеме после да бидеме заглавени како држава, како влада и за да се покажува неспособноста. Мислам дека тоа е крајно неодговорно на едно раководство на министерство, посебно во Министерството за одбрана, затоа што како членка на НАТО вие мора да водите сметка за развој на сите капацитети за одбрана на државата. Во моментов, повторувам, борбениот сегмент на воздухопловството е сведен на минимум, немаме и тоа е проблем. Зошто? Затоа што НАТО пред да
ви даде помош во одбрана на државата и на суверенитетот, бара од вас вие да имате собствен потенцијал и капацитет да се браните сами. И тоа е дел од договорот за НАТО. Тоа во моментов не е така. Добро, дел од ова опрема се користи во мисиите, вие сте биле во мисија. На хеликоптер глушам немаше во Ирак и во Афганистан на што се користи. Имавме наши хеликоптери кои што беа упатени на мировни. Беа упатени, да, беа упатени, меѓутоа тие се веќе застарени, треба да бидат зановени, неспорно дека треба да бидат зановени. Меѓутоа повторувам, треба да се види што навистина треба на македонската армија. Не можете вие седнале таму сега на мала група околу министерката, веројатно од некаков интерес, и се договори дека ќе купат одредени средства. Тоа не се прави така. Требаше да дојдат на комисија за одбрана, да објаснат што планираат, значи развојот да го видиме како ќе се развива армијата, да дадеме согласност, да дадеме своји забелешки. Јас веќе имав и дискусија во собранието. Лично долга беше листата на забелешки што ја дадов, меѓутоа факт е дека тоа не се зема сериозно, едноставно ги игнорираат тие работи. И сега од друга страна, ако вие ги закочите тие процеси, одма ќе бидете обвинети за кочничар на процесите и така натаму. Жално е што е тоа така, што нема едно разбирање од страна на владачката структура. Меѓутоа, добро е што тие заминуваат за 2 месеци и ќе може некои работи да бидат ревидирани, односно армијата да биде опремена со соодветни средства. Добро, како воопшто се прави оваа набавка кога знаеме дека Македонија по нејзиниот влез во НАТО нема воопшто стратегија за одбрана? Па нема, тоа е исто така. Од каде го влечат потребата тогаш? Така е, тоа е голем проблем затоа што кога вие ги димензионирате силите, кога треба да направите, не знам, одредени капацитети, да кажем. Дали ќе бидат тие транспортни, дали ќе бидат борбени, дали ќе бидат гола пешаде и така натаму, тоа треба да биде врз база на одредена стратегија и доктрина. За жал, Македонија има стратегија за одбрана која што е стара пред нашето зачленување во НАТО, а геополитичкото обкружување е променето. НАТО веќе дури и се зголеми, гледате дека ги прошири своите граници. Македонија од тој аспект е хендикепирана, значи Стево Педаровски уште една работа за која што е директно одговорен, тој што ја одобрува, ја подпишува стратегијата. За жал, ете ќе замине како претседател кој што нема донесена стратегија за одбрана после членството во НАТО. Тоа што кое што најмногу се гордеат и удираат на тапани дека тие ја внесе државата во НАТО, што де факто може да се каже дека е резултат на работата на сите претходни влади и на сите претходни структури кои што давале свој допринос за развојот на и армијата и на политичкиот сегмент, значи за зачленување во НАТО, е злоупотребено од страна на владачката структура, посебно и од Стево Пендаровски, реков. Од една страна зборува за НАТО и за Европската унија, од друга страна гледате дека нема донесена стратегија за одбраната. По стратегијата за одбрана се предвидуваат заканите. Согласно тие закани вие ги димензионирате силите. Така да ако вие веќе имате стари закани, тогаш како ги опремувате, односно ги димензионирате силите, и тоа е еден парадокс. Добро, тука имам подпрашање, од каде му е овој однос, генерално односот на целата таа структура? Затоа што дури кога Извинете, ни пратија слушатели вест од 10 јули 2019 година за околу автопатот во Тројка што дискутиравме преска јас и ти. Вели владата ја пронајде од луката дека автопатот се вика Гоце Делчев. Владата потврди дека е пронајдена службената одлука од претходната власт. Новиот автопат Миладиновци Штип да се вика Гоце Делчев. Објави слободен печат и истата останува во сила, кажале тогаш. Многу интересно. Забораиле дека се вика Гоце Делчев. Дека се вика Гоце Делчев. Не се способни ниту да испроектираат, ниту да isfinansираат, а камоли да направат еден автопат. Гледате ни името, не го знаат, така да што да се каже. Добро, Ковачки, тоталка луѓето се. Во првиот дел од интервјуто вие ги етаблиравте вашите проевропски вредности и проевропски залагања. Тука доаѓа најгорливото прашање. Де факто, веќе полека и од представниците од ЕУ и од оно што го гледаме како политика, јасно е дека за да го продолжиме нашиот европски пат, ние мора да ги ставиме бугарите во устав. Како оваа кнедла ќе ја проголта ВМРО? ДПМН и дали воопшто ќе ја проголта? Ако веќе сте толку, нели,
Видите, ние многу пати сме говореле дека ние како политичка партија и како народ, како македонци, ние не сакаме да имаме проблеми со никој од соседите. Ги респектираме, ги почитуваме сите соседи и сакаме да живееме сложно. Тоа се европските вредности. На почитување, на респектирање, значи, на немешање во внатрешните работи. Вие сте во тројка во Источна Македонија, предничи бројот на бугарски пасоши, да се разбереме. Ние, она што можеме да го кажеме е дека она што ќе го направиме, тоа е да градиме блиски добрососедски односи. Да се поврзуваме и инфраструктурно, и културно, значи да развиваме едни блиски односи со сите соседи. Значи не сакам да преферирам ниту една држава. Меѓутоа, кога вас ве потценуваат, ве понижуваат, ви го газат достоинството и ви кажуваат дека сте нешто што не сте, тогаш веќе имаме проблем. Македонското национално достоинство не смее да биде погазено. Треба да се најде решение, апсолутно дека ние треба да исчекориме на патот кон Европската унија, меѓутоа тоа мора да биде достоинство. И мора да имаме гаранции дека ние ќе станеме членка на Европската унија. Затоа што ова што овие го подпиша, Стево Пендаровски, реков човекот кој што него имаше видено предлогот, па после каже дека работел на него, или Ковачевски кој што најпрвин го одби предлогот, па славеа тука со не знам какви фешти, за да после тоа, после ден-два го прифати и токму истиот предлог и тоа да ни го продаваат како голем успех. Мислам дека тоа не е начинот за одење напред и за приближување кон Европската унија. Мораме да имаме едни рамноправни позиции за разговор, едно почитување на достоинството и на македонецот и на сите останати граѓани, и тоа треба да се случи и од внатре, меѓутоа и од надвор. Мене ми е жал што едно СДСМ кој што се помала партија од ВМРО ДПМН, меѓутоа во соработка со останатите политички партии успеаја да наметнат, односно да подпишаат еден договор кој што за жал не и носи добро на Македонија, туку ја блокира Македонија на својот евроинтегративен пат. Многу пати укажувавме, ние дури ќе ве потсетам, нудевме и тимови за соработка, посебно во делот на преговорите со Република Бугарија, со нашиот источен сосед, меѓутоа бевме одбивани. Немаше политички сенс кај СДСМ и со тоа тие докажаа дека не се дојдени за да ги оправаат работите, туку тие се дојдени да задоволуваат одредени потреби на луѓе од надвор, а за возврат да бидат оставени за да крадат. И тоа не е пат по кој што треба да оди Македонија, треба да се развива. Реков, Македонија мора да се развива преку една визија, преку една стратегија за преговори и на крај секако преку едно почитување на сите, вклучително и на македонецот. Македонецот не смее да биде понижуван, посебно па не смее да биде понижуван во сопствена. Мислите дека е понижување бугарите во устав да влезат? Мислам дека е понижување некој да не нарекува дека ние сме биле бугари до 45-та година, а после 45-та година сме станале македонци. Такво нешто мислам дека е неприфатливо. Сите граѓани, тоа го покажуваат сите анкети, расположението е такво. Мислам дека е понижување претседател на држава да изјави дека Гоце Делчев бил бугарин и мислам дека е понижување еден премиер на држава да избегнува да одговори на прашањето и да кажува дека не се разбира баш од историја и дека тие прашања тој ќе ги оставил на историчарите, а во меѓувреме неговиот министер за надворешни работи да подпишува протоколи со кои што се негира македонскиот национален идентитет и македонскиот јазик. Так. Добро, ова е едно принципиелно гледиште од ваша страна, морам да кажам. Да видиме како ќе обстоите на принципите, тоа е она што останува. Знаете, можете ли да ни кажете нешто позитивно во изминатиот период направено во областа на безбедност? Позитивно? Да ги пофалите вашите политички конкуренти. Па ние сме презатрупани со скандали сега, јас. Абе добро, сега скандали има секој ден. Но во морето на скандали па сигурно има и нешто добро. А како може да има добро, еве погледнете, почнете од процесот на трансформација на службите. Гледате, тие требаше да ги трансформираат службите и тие за тоа дојдоа, да ги реформираат службите, да направат еден систем на вредности каде што службите нема да се занимаваат со политичките противници, туку ќе се занимаваат со заштита на институциите, на државата, на граѓаните, со почитување на човековите права. Што добивме ние од друга страна? Добивме следење на опозицијата, добивме вработувања по партиска линија, по етничка линија, луѓе кои што не поминале на полиграфско тестирање, кое што е задолжително за, еве да кажеме, во Агенцијата за национална безбедност. Добивме злоупотреба од страна на директорот на Агенцијата за разузнавање преку добивање на грантови на
својата сопруга, која што патем речено е земјоделски магистер по земјоделски науки, се занимава и добива грантови од областа на безбедност, односно од областа која што ја работи токму низиниот сопруг. Како може да очекуваме позитивни работи тука? Ако вие се занимавате со следење на опозицијата, а не се занимавате со тоа што вие работат, тогаш апсолутно дека не можам да кажам ништо позитивно. Каде се одговорните за ставањето на црната листа на фирмата за шпионажа Сайтрокс? Дали службите за тоа не знаеле? Кого предупредиле? Што е превземено по тоа прашање? Нема позитивни работи, затоа што да имаше позитивни работи, ние до сега ќе можевме да кажеме дека Македонија напреднала на тој план. За жал, јас мислам дека Македонија не напреднала на тој план и затоа и во новата програма, сега не е готова програмата, се уште мислам готова, не е презентирана. Предвидуваме и одредени рационализации, односно појака централизација на овие структури. Не може вие да се доведете во ситуација да издавате државјанство на Онишченко, руски шпион, председателот на држава да кажува дека неговата агенција за разузнавање имала податок, а агенцијата за национална безбедност не го побарала тој податок. Тоа е трагедија за една држава членка на НАТО. Затоа викам, мора да се направи една појака централизација на тие структури, мора да се разменуваат тие информации на начин на кој што тоа доликува, а не да се препукуваме во јавност преку телевизии и да објаснуваме едната служба имала, другата служба немала, а на крај срамо да биде на државата. Тоа е недозволиво и затоа реков треба да и ќе предстојат сериозни реформи во тој сегмент. Професионалци таму има многу, тие треба да си остават, да си работат, а не да бидат злоупотребувани во политички цели. Така, Ивица? Па јас сакав да се вратам на оваа тема Ајде. околу армијава. Ме прекина ти онака баш Па не, ја солистички. Не, ама не, види, тема е која што може би специализирана, меѓутоа многу луѓе на крај на грижата и одбранава зависи на државата од тоа. Не можам да се го објаснам тој индолентен однос. Значи, Стево Пендаровски беше советник за национална безбедност кај Црвенковски и тогаш не донесува стратегија за одбрана на земјата. Не донесува. Тој претпоставка во линијата на изработка на стратегијата за одбрана имал значителна роља. Да. Сега повторно како шеф на држава, каде што кај него пак е одговорност, она најкласична, најударна одговорност. Зошто овој лош однос кон клучните документи за одбраната на оваа држава? Од кај потекнува? Дали имаат ли воопшто однос кон? Не го интересира. Стево Пендаровски е посветен само на себе, на својот личен рейтинг. Мајте, кога ние го прашуваме, гледате за многу работи, тој молчи, бега одговара, се крие. Тој не сака да одговори. Еве неколку пати јас и во изминатава недела го прашувам. Имате ситуација каде имате фирма која што, повторувам, Министерството за одбрана ја одбило, а Стево Пендаровски склучува договор со таа фирма. А кажува дека Министерството за одбрана кажува дека станува збор за безбедносен ризик. Аз не знам кој председател на прашања сериозни кои што можат да задираат и во безбедноста дури и на нашите НАТО партнери, или така како што Министерската за одбрана тоа го кажува, тој да молчи и да бега. Очигледно е дека човекот не го интересираат ниту армијата, ниту го интересира одбраната, реков молчеше и за разградувањето на системот. Човекот е посветен лично на себе. Очигледно е дека повеќе го интересира што се зборува за него по кулуарите, што се пишува. Па и она што го слушаме, значи, и што веќе во јавноста се знае дека повикува, нели, на брифинг новинари за да оговара своји колеги и колешки. Мислам дека не доликува на еден човек кој што ја води највисоката функција во државата да не се однесува кон армијата со дигнитет, со респект и за да има еден таков однос и кон армијата, меѓутоа и кон своите колеги. Липшо мислам дека Затварме дуќан, Па не би било лошо, а? Да. Имавме прекрасен гостин, ги разгледавме сите теми и очекуваме уште едно гостување во кампањата секако. Благодарам за кога веќе ќе тргнат работите.
Ljupчо, Тоа е тоа. Тука негде да го затвориме дуќанот. Ви благодариме многу, Ковачки. Мислам дека имавме еден исцрпен разговор. Утро почнавме црни листи, армија, изборни единици, се што се прикажавме. Се надеваме дека во изборната кампања па може и повторно да ни дојдете ден пред или ден по носителот на листата на СДСМ. Ви благодарам на поканата, имате прекрасно кафе. Па морам да го пофалам. Порано бевме за нигде со турско кафе ги испраќа. емисијата се викаше Еспресо, да. Да. Да, така да ви благодарам и на поканата и секако дека ќе ми биде чест и следен пат кој ќе ме поканите ќе бидам присутен. Почитувани слушатели, останете со 107. Не сме веќе 107. Со 98,1 останете. Запаметете ја оваа фреквенција, има најдобра музика во Скопје. Уживајте во денот и се гледаме утре со нови теми во нови победи за Работниот народ. сега работниот народ. И за буржуазијата. Не мора само за работниот народ.